Елена, привилегија е да си мајка, да си психотерапевт истовремено. Какво е твоето искуство во однос на промена на себе рефлексија, себе осознавање по тој пат пред и после мајчинството? И како ти има влијано врз прифаќањето на себе си и врз оној бркање успеси менталитет, доколку си имала нормално? Знаеш, многу убаво прашање, фала ти така што го носиш прво. Јас искрено во мојот живот, барем така, работам на себе од помала, нели нормално, меѓутоа станав многу млада мајка. Јас се остварив доста млада како мајка и мислам дека тоа беше еден момент кога немав многу избор, или морав да растам, или можев некако да одам надолу. Но дефинитивно во моментот кога станав мајка, не можам да заборавам во 3-та година на факултет, сега Покоја Јанаков, вие за жал нема да го начекате, многу интересен професор, имав предмет личен раст и развој и тврдам дека тоа е единствениот предмет кој што и нешто ме научи за пракса со реални клиенти. И имавме една вежба која што јас дури на подкастот имам ставено, таа вежба многу ми го смени животот, затоа што таа беше последните 3 години, нешто така. И да се замислиш всушност како за 3 години дека нема повеќе да живееш, дека животот е завршува и да напишеш отприлика како тоа ќе што е оно што сакаш да го постигнеш, како сакаш да ти изгледа животот. И јас тогаш памтам и си го чувам тоа што сум напишала. Тоа беше нели уште на факултет. И знам дека имав многу мали работи напишано, затоа што ако некако се соочиш со тоа дека не сме вечни, дека може стварно да те снима за некоја година, работите кои што ги имав напишано повеќе беа во контакт, имав пишано дека сакам да се остварам како мајка. И само од секогаш сум сакала, но тоа ми беше значено дека е нешто што сакам да го направам. И знам дека во моментот кога станав мајка, сватив дека окей, па еве сега ја исполнив таа некоја фантазија што ја имав тогаш напишано, ама што сега? Мене мајчинството не ме врати назад, ниту пак никогаш не ми било значено дека нешто ме сопрело, дека не можам да успевам, дека тој хајачивен некој момент не постои, мене обратно. Мене мајчинството ми дошло како буквално како да ми се запали моторот, како бензин ми даде дека окей, сега не смеам да се откажувам од себе. Сега имам некоја дете кое што во наводници му должам, односно треба да му покажам како да си ги исполнува со ништата, како да го живее животот. Познавајќи, да речам, и психотераписката пракса, до душа тогаш немав многу, тогаш бев веќе магистрирана, меѓутоа имав само 2-3 години, да кажам, искуство со клиенти кога станав мајка, но и тоа искуство било доволно да знам дека не сакам утре да се чувствувам дека сум влегла во некоја вина или не можам. Мене обратно, мене некако мајчинството ме направи некој што сака дури повеќе да успева, повеќе да работи на себе, повеќе да ги гледам тие некои трансгенерацијски шаблони, знаеш, трансгенерацијски травми, тука ми се отвори што сакам од моите родители, што не сакам од моите родители. Знаеш, бегаш, да не бидеш како родителите, ама сваќаш дека бегаш всушност од оно што си, дека многу често бегајќи да не бидеш како нив, всушност стануваш како нив. Па мислам дека тоа доста така некако значајно ми беше, особено во првите години, ама нешто што кај мене најмногу, да речам, се смени е и третото дете кога го родив, затоа што тогаш веќе некако, знаеш како кога беа две, не ми беше голем шок, поголема разлика ми беа, знаев, ама кога ми дојде третото, на помала разлика со второто и кога веќе ние се смееме дома, фали еден пар раце дома за третото, тогаш дефинитивно па и најмногу некако се променив и она што го сватив е дека капацитетот се гради, дека капацитетот не е нешто што го имаш или што го немаш, туку се гради, знаеш, мислиш дека си уморен, ама моментот кога сваќаш дека си бил уморен пред дете, дека си уморен со едно, се може повеќе, сега и со три, само сваќаш дека можем и повеќе, но тука и доаѓа еден клучен момент, мора да си многу свесен во процесот, да знаеш што е нешто ќе го тргнеш, нели, за да не се преплавиш. Вака како ми раскажуваш, огромна вештина е да си мајка. И кои се, пример, ако не слуша некоја жена што е мајка дали на едно, две, повеќе деца, или е премногу зафатена, кои се тие механизми кои што ги користиш како издувен вентил во некои понапорни периоди, понапорни под наводници, или тоа како мајка, како ти си даваш време за себе? Никогаш не е исто во ниеден период. И можеби тука би рекла дека клучно е да сме доволно нежни према себе, да не влеземе во она што прави Елена, што прави Ангела, што прави другата мајка, затоа што никој Ангела не тргнува од исто место. Значи ние можеме да имаме некаква замисла, слика, идеја каде сакаме да одиме, ама никогаш не тргнуваме од истата стартна точка. Знаеш, секоја си носи внатрешни различни механизми, поддршки или не поддршки,
А исто така не само внатрешно, значи тоа што доаѓа од вештините, од таа која е таа што се случува со неа, туку и надворешна поддршка. И затоа овде нема еден одговор што некоја да речеме би правила. Јас сум секогаш многу внимателна за ова, затоа што многу често жените знаат да речат како не ја успева, мене не ми успева, затоа што пробуваш да бидеш како некој друг. Можеби најголемата работа која што јас како психотерапевт ми била поддршка е таа, од една страна имам чест да луѓе ми отворат душата, да ги знам нивните приказни и да знам со што доаѓа. Знаеш, дали се едам кога кажам, тоа е стварно како чест ја гледам, дека некој доаѓа, седнува и те разголува душата, ама тоа само ми покажало колку често ние знаеме да идеализираме како е кај другиот. Знаеш, има една приказна, ако куче што држи место или коска голема во своите уста, оди на некоја вирча, на некоја вода и гледа во одразот и сваќа, овој другиот има поголема коска и сакајќи да ја фати другата коска, неговото место или коска не го паѓа. И тоа е нешто што често го правиме, гледаме кај другиот и сакаме нешто да постигнеме. Она што јас за мене мислам дека ми е најголема поддршка е што скоро никогаш не се споредувам. Значи не споредувам како некој се снаоѓа, што некој правил, туку секогаш си давам некое време, некој краток мир со себе да видам што мене ми треба. Едно е желба, друго е потреба. И многу е големо, ајде да речам, многу е лесно да паднеме во тоа да тоа што ни е желба, мислиме дека ни е потреба. Значи многу работи не ни се потреба. Знаеш, само ни се желба. И кога си во контакт со себе, кога доволно некако си даваш, тоа знаеш колку време, многу луѓе мислат дека работата на себе не знам колку време, тоа не сакаш една минута да дишиш, 2-3 минути да дишиш, да земеш да напишеш 5-6 реченици, да останеш во мир 5 минути, значи буквално да се затвориш во тоалет 5 минути само да дишиш и да речеш, окей, што ми треба, да го осетам телото, да видам телото што ми прави, гладно, а не е гладно. И нешто што исто така многу значајно, мислам дека е важно, особено ева во периодот на мајчинство, а нешто што често гледам дека се случува, се оди во некаква слика на самоактуализација според пирамидата на Маслоу, сигурно веќе имате учено. Меѓутоа, оно што ние не можеме да работиме на самодоварба и на самоактуализација ако нас базичните физиолошките потреби не ни се намире. Естествено, мајка дока е 1 година дете, особено на 6 месеци, природно е да мора да стиска и физиолошки, па и да души и поголемо кога е детето во однос на сон, болно и така натаму, нели како ти кажам. Мислам, сакал некој тоа не е нешто што можеш да го направиш, но кога се става фокусот на физиолошките потреби да се задоволени кај мајката. Што се физиолошките потреби? Значи потребата за сон, за храна, за течности, за вода, за облека, нели соодветна облека, за сексуални односи вклучително многу е табу, меѓутоа исто така е значајно во партнерство, нели мислам и тука знаат бракови доста да се размишуваат. И тоа се некои физиолошки потреби што на нив треба да се стави фокусот, а не таму некаде на самоактуализација, па јас сега да мислам како ќе изгледа кога ќе заврши породилното, па кај ќе одам во иднина, па не знам самодовербава како да работам. Кога тие се намирени, тие не се доволен тема. Знаеш, куќа без тема се руши. Куќа без тема се руши, јас затоа викам секогаш прво работи на коренот, не да работиш на стеблото, не да работиш на видливост, на цветовите и како да изгледаш, што прво чека малку коренот за јакниво да може да стои. Така што тоа е нешто кое што можеби кај мене дошло без да, нели, морам да го учам, тука едноставно била дел од знаењето кое што сум го стекнал. Физиолошки потреби, поддршка од страна. Сега, например, имам доста често сретнато жени, имам привилегија да правам муавет, да осознам луѓе, жени, мајки кралици си ги викам ја, кои што ги немаат задоволено тие потреби ради не поддршка од мажот конкретно и не поддршка од партнерот, нели во таа ситуација. Сега колку партнерот игра една клучна улога особено во одржување на семејството, односно таткото. И во тој контекст се повеќе гледаме разводи, бракови како се растураат, од таа некоја истражувачка стапка како што учиме на факултет, како што гледаме од страна, бидејќи е ретко да се најде пример на функционално семејство од периодов. Како мажот допринесува, како би требало да допринесува според, не само според тебе, меѓутоа како психотерапевт, како личност која што има доста искуства со такви некои практики и видувања. И ете, како и мајката да пристапи, да има, дали да бара поголема поддршка? How do you do that? И ова е многу индивидуално, затоа што секој семејство си е своја приказна за себе. Многу е важно она што можеме ние како општество да го правиме, особено како стручни лица,
е да малку повеќе си ја тргаме стигмата на мажите. Затоа што што, знаеш како, ако сакаш некоја појава, најдобро да ја истражиш, прво врати се назад и да историја. Знаеш, што да се случува сега историски, жената е еманципирана, почнува да работи таму негде кој 50-тите години веќе почнуваат што повеќе жени да работат. И да речеме веќе жената колку толку успеала да дојде до некоја ниво дека што е сега. Меѓутоа на мажите мислам дека скоро и воопшто не се поддржани да и тие се адаптираат на оваа транзиција, односно, знаеш како да и тие влезат во овој свет каде што жената веќе не е само таа која што е дома, а тој само да носи. Капитализмот си го направи своето, значи многу е променето општеството и важно е да се адаптираме, затоа што не можеме ние. Ако влеземе само во бунт, особено во таква една критичка, само критичен период, ти раѓаш дете, не знаеш кај се наоѓаш, па сега ќе мислам јас ќе одам на протести, ќе се бунтувам. Не, тоа не е период. Период за бунт е млади, еве твоја генерација сега најидеално за бунт е 19-20 години. Кога природно, значи развојно се соочуваме со таа бунтовна фаза и така се кршат влади, држави, ако влеземе малку во политички системи. Но, што може една жена да направи? Знаеш, треба и таа да е свесна. Таа треба да е свесна што и треба. Оно што често го гледам како проблем е кога жената и самата не знае што и треба. Кога и самата, знаеш како, очекува дека треба да се подразбира да му каже на партнерот. А партнерот нема појма. Значи, јас малку познато дека и партнерот може, односно и таткото може да западне во поспоредилна депресија. Таткото се соочува со промена. Таткото нема никаков претходен контакт со бебето. Мајката била бремена, па го чувствувала, па мрдало во мешата, па ќе го гали мешата, па мама, па била активен учесник во незиното поредување. Телјахот ли си било вред, била тука во процесот, ја има таа конекција со детето, таткото му се јавуваат, ало, ајде, честито, ви се роди живо, здраво дете, нели? И тој најнаш во тој момент треба во рокот една секунда да стане татко и тоа е доста тешко. Мислам, доста тешко е за адаптација. Меѓутоа, после секакви ситуации, важно е во овој случај од една страна да се има доста поголема едукација за татковците, а од друга страна да жената научи прво да види што не ја и треба, за да знае од кое место бара. Затоа што многу често гледам жени кои што бараат, ќе експлодираат, па треба да му текне, па јас ли треба постојано да му кажувам и така натаму, да. Комуникација. Еден однос значи дека постојано треба нешто да бараме и да кажуваме, дека нема само еднаш да кажеме, дека 100 пати ќе кажеме, 200 пати ќе кажеме, и дека никогаш ќе подразбереме, меѓутоа не секогаш, затоа што никој не е должен на другиот да му ги чита мислите. Значи тоа е многу клучно, освен веројатно мајката на детето кога е мало, па ќе научи како да му го слуша плачот, но ние како возрастни личности важно е да научиме да комуницираме, ама за да научиш да комуницираш мора прво да знаеш што и треба. Знаеш што би можело да биде таму вечерва ти преземи, не знам, смена да го храниш детето, доколку е надаптирано, кога не е само на цицење, во тој случај кога на цицење е доста потешко. Не знам, среди ја кујната, купи го ова, направи го ова, ми треба време за себе. Многу ретко кој ќе одбие нешто такво, освен ако не е доволно поддржано семејството. Меѓутоа, доколку не е поддржан, тука настануваме на еден друг проблем, каде што треба веќе системски малку повеќе да се менуваат работите. Ајде сега би се обратила во едно идеално сценарија каде што некој би бил отворен. Мислам дека многу жени ќе се изненадат колку се партнерот отворен да помогне, тој сака да помогне. И нешто кое што исто така го забележувам, мајката сака партнерот многу во првите 6 месеци да помогне, но тогаш не може многу со детето да помогне, може со мајката да помогне, во смисол со домот, затоа што мајката е психолошки развојно најважна и клучна во тие 6 до 12 месеци за детето. Така треба, знаеш, ние некако малку избегавме, отидовме се да нормализираме, меѓутоа има некои закони кои што се такви какви што се. Значи, знаеш како кога се пораѓа едно животинче, не оди кај таткото, се знае, оди таму каде што е дојката, таму каде што биолошки, значи природата направила да треба да биде. Тогаш таткото треба да е вклучен во поддршка на мајката, не во поддршка на детето. А што се случува па друго? Во втората година детето природно оди кон таткото и тука па ми доаѓаат многу мајки, не знаат што се случува, детето сега ме турка, сега повеќе е со татко му и така натаму, а тоа всушност е природно, така треба да биде. И тогаш жената всушност веќе може нели некако повеќе да му ги даде негов врските, таткото повеќе да се вклучи, веќе детето знае да разговара, веќе може да каже, знаеш како мајкава има града ќе го смири веднаш, татково нема па ќе се збуни. И може би рекла да биме малку понежни и со татковците, и со жените, и со мајките, дека и тие не знаат, дека стварно не знае како да го држи. Мајките похрабри сме, јас би рекла поотворени сме, затоа што некако малку повеќе се зборува, колку женски клубови познаш, колку мајчески клубови познаш, колку курсеви за мајки, значи има.
А за татковство нема. Нема. И како табу тема и е нормално природно, нели, мајката е поемоционална, жената по физиологија многу поемоционална, дека таткото е хормони сум повеќе тестостерон, тоа значи повеќе поемоционално затворено, меѓутоа на тоа се работи. Сполна нормализација, дека нормализиравме веќе да ете жената граба исто како и мажот ете на времето и тоа тука некаде веќе жената како да успева малку повеќе во однос на мажите. Јас имам правено мојот со другари, што како дали е за пуштање, викам добро, викам пристапи, оди, викам машко си као треба. И тие некои вредности кај машките се исплашени да што ако ме одби, викам добро да те одбие ништо страшно, just go for it. И колку според тебе се изместени тие некои вредности кај машките и кај женските и каква улога има сега, каква улога мислиш дека тие изместени вредности се проектираат врз градење на семејство? Не знам дали имаш некои такви увидувања, дека ја од страна гледам и доста наблюдувам што и како се случува конкретно за мојата генерација, што би било за 10 години ако останеме на ова ниво, какви луѓенца има или било што. Кој е твоето гледиште како Елена, ама како психотерапевт, како психолог општо ако? Не се плашам, затоа што секогаш луѓето многу добро се адаптираат. Постојано постоеле такви промени. Реков историја, ако вратиш назад, постојано постоеле промени. Можеби сега оно што клучно се случува е каде што сме во некој измеѓу простор, отидовме малку во еден екстрем, кој што никако и никој не сака да се вратиме таму, никој не вика дека треба да се вратиме, меѓутоа знаеш како? Од еден екстрем каде што браковите биле договорени, каде што немало слобода на избор, каде што имало многу поголема структура, каде што не морал да се додворува на некоја, ме разбираш, и не морал, знаеш, ти си чија си, ти од таму си, таа ти е фамилијата, ќе ги сретнат заедно, си имаш структура, имаш јасна насока, знаеш што се случува во животот, ова следи, од едно такво да речам структура, отидовме во бескрајна слобода и наш хипи движењето и сето тоа што се има случајно зборува минатиот век. И сега сме веројатно во една фаза каде што сваќаме дека чекај малку, ако станеме во безредија, во безграници, во се да е нормализирано, се да треба да биде во, знаеш, дури се отиде во еден екстрем, не многу одамна, ама во бесполово раѓање, се раѓање со пол, друго е, никој не вика дека не постојат нели одредени личности кои што имаат нели секак, едноставно тоа е окей, тоа се многу малцинства, тоа не е за сите. И ние влеговме во момент на ти се раѓаш и бираш дали да си момче девојче, ти се раѓаш, мислам со машко или девојче си. И тука нема избор, малку се претера, значи се знае зашто не знам дали следиш Епстин фајлови што се случува, јас доста некако и сам ги сакам тие работи, често истражувам, мене ме интересира и како воопшто, знаеш, доаѓаат работи во општеството, што се случува, сам кој си игра Бог во на крај на денот во светот. Меѓутоа ми е уште пофасцинатно како кога доаѓаат авторитет, тоа се прифаќа. И затоа ми е доста, знаеш, голема одговорност и што и како ќе кажам, затоа што сум свесна дека секоја нели позиција во општеството носи одреден авторитет. Не е исто нели да каже некој кој што кој беше овој како беше, а друго е кога носиш некоја титула која што ти дава одговорност, ама сметам дека сега ова е некој период кога сме измеѓу. Знаеш, измеѓу го сваќаме дека прекрасна е слободата, треба да постои слободата, не треба никого да осудуваме или да му се мешаме како живее и слично, ама ја нема структурата. И веројатно сега во овие години полека се враќа структурата и сваќаме дека има некои убави работи таму кои што може да ги земеме, затоа што знаеш како слободата исто така носи една огромна одговорност. И кога имаш многу избор, кога можеш како сакаш партнер да си избереш, на која сакаш милион можности ги гледаш. Потешко е за избор. Не знам која теорија, меѓутоа памтам дека во втора година на факултет, мислам дека учевме баш на моментот на кога имаш повеќе избор, потешко ти е да одбереш. Не ми текна на моментот, може да било и во прва по когнитивни процеси или по нешто така, ама ми е останало некаде знаеш, ми е останало вмрежано колку повеќе избор имаш, тука е потешко да одбереш. И сега можеби ова време не би рекла дека вредностите нешто потполно се исчезнати. Не, јас рекам многу личности кои што тежнат кон старите вредности, кон тоа сопругата да личи на мама, сопругот да личи на тато и така натаму. Но знаеш како, можеби клучно е проблемот кога го имаме и ова, и кога сме изложени премногу на споредби, оно што ти го донесов претходното прашање, многу се споредуваме, многу гледаме, тој живее вака, а не сме доволно во контакт со себе за да видиме што ние сакаме.
И секако одговорно да се носиме со изборот дека, окей, јас се одлучив да го водам овој живот. Јас се одлучив да бидам мајка на 3 деца. И тоа за мене значи дека многу дел од мојата слобода не е ист како слободата на некоја жена на 32-3 години која што нема деца се уште. Така, ја не можам сега да речам одам, купувам и летам во Париз, не можам. Значи, тоа не значи дека немам слобода. Имам слобода во нешто друго, знаеш. И тоа е прифаќање на тоа кои сме ние, што е нешто го сакаме. Затоа секогаш викам важно и клучно е да има критичко размислување. И затоа мислам дека и туку менталното здравје стана популарно, затоа што како се отвори цела оваа низена, се е дозволено, имаш без конечност треба да имаме. Знаеш, јас тука сакам тоа да се треба да имаме слобода. Ама затоа тука доаѓа одговорноста да се едуцираме, да работиме повеќе на себе, во смисла не да работиме на себе како проект на подобрување, туку кои се нешто нас ни прија, што е нешто за нас е здраво, а не е здраво, да можеме да имаме критичко размислување, ова не ми се допаѓа, ова ми се допаѓа, ова може да го приманам, ова не. Моментот на никога да не осудиме, не судиме, не, ама и да осудиме кога треба, затоа што никога да не осудиме, па настанува нели моментот на и насилник да не осудиме. Тотално. И силувачи да не осудиме, мислам да не осудиме, што во младоста има еден период и јас го минував тој период кога се јавува таа природна бунтовност и затоа реков околу 19-20 години, втора година на факултет е најако, каде што ти мислиш дека цел свет може да го освоиш, каде што мислиш дека знаеш се. Знаеш многу, ама го немаш искуството и кога дојдов, кога ставна веќе после 28-та, 29-та година, сватив дека некои вредности за кои што тогаш сум викала дека не треба да постојат, нека не блеваш така, особено кога имам деца и сваќам дека некои конзервативни работи се всушност убави, чуваат психата, го чуваат менталното здравје, ама тогаш не мислев така. Ме разбираш, тогаш не, затоа што тогаш имаш некои други аспирации, тогаш си во друго друштво и така треба да биде. Тоа е природно, затоа што тој дел е некој што го развива општеството, а овој дел кој што нели како поминува, кој што ќе го чува. И затоа ние меѓу генерации има разлики. И мајката и таткото живееле и бесно, и лудо, и со секакви, да речем, имале желби и така натаму, но нели дошол период кога тие се смириле, кога одлучиле што е нешто за нив е поважно, што е нешто нив ги смирува, што е нешто им носи мир на душата, што е нешто, знаеш какви спомени и денови сакаат да градат. И тука сега не знам дали ти одговорам конкретно на ова прашање, меѓутоа затоа викам не е дека вредностите нели се изместени, дека наставно е поразлично време и она што е изместено е контактот го нема толку многу. Знаеш како сега, барем тоа го гледам кај поновиве генерации, сега и пишуваш на девојката на Инстаграм или на Фејсбук или на ТикТок, меѓутоа не во лице контактот е малку исчезнат. И затоа сега ми е драго што те гледам. Полесно ми е да зборувам вака колку нели на Zoom ако се гледаме. Исчезната е она да се осети енергијата, да се осети телото, да се има тој погледот, да се почувствува некој како мириса и како се движи, како сјај има во очите, е тоа малку исчезно и се надевам дека како генерација ќе го задржувате, затоа што сега си се сведува на зборови, на смајлиња, на па ти оди и дешифрираш што сакал да каже со лайк, ние имавме еден приот поук да боцна на Facebook. Имаш еден таков, знаеш, и тоа е од една страна убаво во ред, меѓутоа не сме да се изгуби контактот, не сме да се изгубат зборовите. Затоа што на крај на денот утре семејството, растењето на детето и така натаму се расте со контакт и тоа е нешто што е значајно да се вежба. Мислам дека короната тука доста не отуѓи и видовме како изгледа онлайн светот, ама на младите е да не се тоа сега некако растори. И нема да се растори. Не верувај да се растори кај се собере. Секогаш има начин, контактот е посилен секогаш. Дефинитивно се согласувам, особено со воведување на технологијата, на цело време телефони, колку скрин тајм се сведуваме ние како генерација. Мене ми е, например, доста ограничен изложувањето на социјални мрежи и слично. Меѓутоа, колку гледам да не можам муабет да направам со некој, да не е цело време на телефон. Имам едно правило што го воведов пред 2-3 години, така нешто, мама особено знае за ова. Ако, например, ти сега седнуваш со мене на телефон, ја нема да ти правам муабет. И често пати, секој ден, ако не, одеднаш цело време, вака со телефон, те слушам. И јас сум као, заврши си, те почитувам, ќе правам муабет. И Елена се случува нешто многу интересно кај тие луѓе, буквално доаѓаат до некое сознание као извини, ми се извинува. Тоа е граница. И
е неверојатно и од кога почнав тоа да го применувам, најблиските барем знаат дека окей, јас кога правам муавет, кога правиме муавет, дали е на кафе, дали е било што прашање, многу е прекрасно тој момент и додатно одбивам да се допишувам на социјални мрежи премногу, бидејќи барам многу објаснување, емоџиња, по примеру на не, може да биде, да, пример, јас ти кажам не, ја да го мислам, не можам сега, ти да го сватиш не. И тоа од такви ме извадено, сега ми е као, guys, voice message, тоа е тоа, или некој емоджи плюс минус, или само нема да се штракаме. Така што да, тоа е некој мој уведување, го правам цело време мовет со пријатели, пријателки, по дома, не знам, кога излезам, еве сега тука имаме привилегија во јавност да излезе. Нешто што онака ми стои во глава е оној хардкор менталитет на бркање на успеси, на цело време талкање по нешто. Јас јам изложена лично на тоа пред некоја година. Ако не и сега, може би, ама сега многу по-друго со повеќе одмарање. Колку тој хардкор менталитет е окей кај девојчињата, кај машките, општо, и дали може некако да се смени, да не е цело време тешко, бидејќи кога ни е нешто тешко, да ние растеме тука, ама дали мора цело време да е тешко? Види, постои едно уверување дека човек не треба да има проблеми и дека ако работи на себе или ако има личен раст и развој, слуша вакви подкасти или на психотерапија, дека нема да има проблеми, и тоа е илузија. Може би најголемиот проблем е што човек мисли дека нема да има проблем. Во текот на животот постојано ќе имаш проблеми и различни проблеми со тоа што некој само скалилото се менува, нели зависи во која возраст си, со какви финансии располагаш, нели во какви, ајде да речам, води се влезени така натаму. Хардкор менталитетот не е лош. Затоа што од една страна ако размислиш историски, големите луѓе, најголемите промени, најголемите општествени движења и така натаму, најчесто доаѓаат од луѓе кои што го имале ова. Ама, историјата не ни кажува што тоа значи, знаеш која цена ја платиле. Тука сега ќе се вратам назад на вредностите, зашто е многу важно да се познаваме себе си, што точно значи работа на себе. Работа на себе значи да знам кои сум, за што стојам и што ми е важно. Значи, може би клучно да знам кои се моите вредности, да бирам според моите вредности, затоа што да речеме јас многу го сакам Махатма Ганди. Мене во текот на студирањето ми бил еден што сум го доживувала и како идол, и нема нешто што ќе читам и автобиографии, филмови и се, че секогаш сум го гледала како некој кој што дал таква жртва за неговата држава во тој случај, кој што за жал не му успеало, затоа што Индија и Пакистан се поделиле, не знам дали ја знаеш приказната за Ганди, меѓутоа она една човечност, добрина, емпатија и моментот каде што дури гладувал, нели до смрт, скоро до смрт, гладувал за да се помират луѓето и како луѓето се смируваат затоа што го сакаат и доказ и на голема љубов према некој. Ама ако ги прашаш неговите жена, сопруга и деца, каков бил како сопруг и татко, ќе ти кажат колку бил недостапен, колку бил груб, колку го немало. Сега, затоа е многу клучно и тука ако сакаш низ машка и женска енергија, ако го гледаме ова, затоа е многу важно и клучно кога влегуваш во еден таков процес, кога сакаш многу да успеваш, зошто сакаш да успеваш, дали тоа е нешто што прави да се чувствуваш добро, и кој ќе ја плаќа цената за тоа, доколку имаш нели семејство, или дали имаш затоа што ти ако имаш вредност висока и семејство, можеш да си некој кој што има големи успеси, меѓутоа од други работи ќе се откажеш, ама ќе влегуваш кон семејството. Можеби ќе се откажеш од не знам каков изглед, од не знам какви пријателства, не знам какви шетања и така нели, или обратно, може обратно, нели зависи каде ти се вредностите. Можеш да успеш, но дека ќе биде лесно, не, знаеш, тешко и лесно се перцепции. Во суштина се е тешко, меѓутоа нашата перцепција се менува. Знаеш, има една поговорка, ја многу сакам и често сум растена со таа, кога се мора не е тешко. И како кога се мора не е тешко? Нели мора да одиш во школа, така мора да станеш и најаш не ти станува тешко, ама кога нешто не мораш, може би стана тоа е, едноставно ја менуваш перцепцијата за лесно и тешко. Работиш на тоа да го зголемиш капацитетот, да имаш доволен број на повторувања каде што нема веќе да ти е тешко, како кога одиш во теретана да вежбаш, нели, на почетокот е тешко, 20 минути е тешко, после ти се лачи веќе и ендорфиноти и веќе станува лесно и можеш уште саат време да вежбаш без да чувствуваш тешкотија. Така е со се во животот, но ова ми беше доста клучно да го нагласам затоа што го гледам често и на терапија, и во пракса, и кај себе вклучително.
луѓе забораваат од кое место успеваат. Значи, тука има разлика, знаеш, едно е да си високо амбициозен, да сакаш многу работи да постигнеш, а друго е да си перфекционист и да работиш за да одбегнеш нешто, зашто многу луѓе заглавуваат во циклус на преголема работа само за да не почувствуваат нешто, само за да избегнат нешто. И моје често прашање е, окей, ако сега те застанам, што се плашиш дека ќе почувствуваш? Тие луѓе кога ќе застанат, нешто треба да почувствуваат, треба да се соочат со нешто. И што најчесто избегнуваат, ако смееш да ми споделиш? Најчесто. Секогаш е индивидуално. Секогаш е индивидуално. Знаеш, секогаш е индивидуално. Некоја болка, некоја видливост, невидливост, некоја припадност, неприпадност. Знаеш, кај секој е различно. Ама најчесто е некакво избегнување. Знаеш, влегувам негде и давам многу таму. Зборам кога постои незадоволство, затоа што постои високо амбициозни луѓе кои што немаат чувство на незадоволство, кои што успеваат да балансираат со оние работи кои што им се значајни. Нормално ние тука најмеш се. Ние многу често знаеме некако да сакаме тука и сега се да успееме. Знаеш, еве и мајките најчесто го има тоа. Се пораѓам и сакам следниот ден да изгледам супер, да вежбам супер, да сум супер домаќинка, да сум супер на работа. Нема се најмеш. Че тоа е процес. Тоа е процес и нормално и природно е во некој период да нешто го малку оставиш во позадина. Не познавам човек, а не знам ти дали познаваш човек кој што во секое поле е највисок постигнувач. Најчесто во одредено поле ќе бидеш повеќе, во некој нема да бидеш. Значи, ја барем не познавам таков човек. Не постои примери тој периодично, например, јас како си правам, пошто функционирам во секој аспект менаџерски. Океј, сега следниве 3 месеци давам приоритет само на овој аспект. Идеме all in во тоа. Океј, идеме сега следен, па после тоа има некој период на баланс, период на небаланс. И така некако инаку успешен во се, не би било 100%, туку би било поделени процентуално гледано, статистички и когнитивно. Ја нешто како фрустрација што ми се јавува сега периодов низ факултет студирање, е тоа колку нас психологијата ни е апстрактна. Пример, физичката активност, вика и тоа ми е пасија фитнесот, многу лесно може да се измери, може многу лесно да измериме, окей, ако сакам да ослабнам 5 килограми за 3 месеци, тој толку треба да изедам, окей, супер. We have statistics, се е под контрола, број калории или не број, ќе ги направиме, има параметри, видливи се параметрите. Во психологијата таквите параметри ги нема. Теоријата што ја добиваме на факултет е знаеш, теорија. Си викам, окей, утре ќе имам пракса со клиенти. Дали они сами си ги задаваат параметрите? Кои се тие параметри да знам дека Ангела е подобра од Ангела пред една година? Како ти имаш пристап кон себе си, кон тоа, или има себе рефлексија, меѓутоа кои се тие некои прашања клучни кои што треба да си ги поставиме за да знаеме дека сме на подобар пат, дека сме ги ослабнале тие 5 килограми од не знам некоја емоција помалку дутина. Знаеш како, не е дека нема мерење во психологија, значи имаш психометрија, мислам дека во 3 или во 4 година ќе се учи, постои статистика, методологија, вклучително истражување. Не е дека психологијата е баш онака толку многу апстрактна и колку се веродостојни тие работи. Тоа е проблемот, процесна е. И сега знаеш како, јас ако во овој момент ти дадам MMPI и ти го дадам после 3 месеци, тој тест на личност кој што најчесто се дава во клиничката пракса, може да се промени. Процесна е, моментално ситуација ти ја гледам. Или дури, и знаеш како, дури различен човек, односно истражувач во моментот или психолог да ти ја даде, може да даде различни, зависно од различни одговори на прашањата, зависи од контекстот. Премногу е индивидуално и затоа ни е доста и тешко, знаеш. Затоа во психологијата и во психотерапијата, значи зависи за која ситуација, не е исто ако некој доаѓа за личен раст и развој, не е исто ако некој доаѓа со одредена патологија. Кога има патологија, значи неретко и треба да има, јас дури мислам дека во нашата држава многу се потценува и не се дава психолошко тестирање доволно толку колку што треба се дава само ако си хоспитализиран, почесто треба да биде. Нешто малку е нешто екстремно, но има зошто. Знаеш како, од една страна во ред искуството на самите или сами доктори, професионалци што работат, но од друга страна многу е индивидуално кога нешто мериме. И се знаеш како, растот е константа, промената е константа. Ние постојано во текот на животот се менуваме. Она кое што може да ти е индикатор, најчесто е како се чувствуваш, значи кое задоволство го имаш во текот на животот, како се чувствуваш кога мислиш на тоа, дали е
отворена или затворена, ти ми рече во однос на лутината. Тука мораме да застанам. Сите емоции, ние во текот на целиот живот треба да ги искусуваме, не 50-50 да можеме, некогаш ќе биде 90% тага, меѓутоа ајде во текот на кривата 50-50. Секоја емоција е добро дојдена и ова ми е доста клуче и ова во пракса многу често го гледам. Или наработам толку многу на себе, ама иде пак сум лута или многу ми е тешко детево кога се лути или не можам да го поднесам сопругов кој што ми се лути. Значи, јас стојам во моментот, чекам, ако работиш на себе, ја дозволуваш тагата, исплачи се, во рета да плачеш и така натаму, ама не е дозволено да се лутиш. Зошто? И тука знае најно шок да им дојде на тие клиенти, бидејќи чувствуваат дека супер, еве, јас ја валидирам тагава, сега тагава може да биде присутна, во ред, ама лутинава не. Секоја емоција треба да биде присутна. Она што јас би рекла е да не гледаме дали сме подобро, не подобро, подобра верзија, не знам каква верзија, затоа што секоја етапа и фаза во животот не носи некои различни предизвици. Ние не треба да стремиме кон подобра верзија од себе. Ние треба да можеби стремиме кон попосакувана верзија од себе, нешто што би било добро, би било убаво да сум јас ваква и слично, меѓутоа кога го ставам на ангелона да бидам the best version of myself. Тоа не е психолошки во ред, затоа што и кажуваш на личноста, не си доволно добра. Не си прифатна. А што е најголемиот? Не си прифатна, не си доволно добра. Најголемиот проблем со кој што луѓето се чуваат е не сум доволно добра. И ако јас тргнам, и затоа многу често кога само слушаш лайф коучеви, мотивацијски говорници, одиш во I'm the best version of myself, јас ќе бидам добрата верзија од себе, сега ова ќе го правам, вака ќе правам, одиш и најаш тие луѓе имаат многу страшен пат. И ова е нешто што јас затоа се кажувам кам стоп. Значи, кога многу се креваш високо, знаеш, не е тоа кој високо лета низ во паѓа, не одам во тој момент, меѓутоа секогаш треба да бидеш свесен дека ти си веќе доволно добра верзија од себе, дека таа верзија има зошто, значи во тебе постојат различни одбранени механизми кои што те штителе. И ако видиш дека веќе не те штитат, окей, полека треба да почнеш да ги тргаш, ама не ги тргаш веднаш. Прво ствараш нови одбранбени механизми, тоа е работата на себе. Затоа што тоа исто како замисли дека се качуваш на карпи, така по планина и како значи ти мораш нели чеканчето да го удриш, да се држиш, па после другото значи што правиш? Не го вадиш ова, туку прво ова ќе го закачиш, така, да се држиш за нешто ново, па после ова го вадиш ваму. За мораш да се држиш. А ние ако све извадиме, така, све што не чини, ќе паднеш надолу. Значи нема што да те држи. Ние важно и клучно е да се прифаќаме себе си. Важно и клучно е да се сака, и тоа е љубов према себе, да прифатам дека да, може не изгледам најдобро, може не се чувствам најдобро, ама сум доволно добра и вака. И од тоа место на безусловно прифаќање е тогаш можеш веќе да растеш без да биде тешко, во смисол без да растеш од место на не сум доволно добра и треба да се поправам и не си проект на поправење. Тука си човек од крв и месо кој што знае во кој момент што му треба. Знае кога да застане, знае кога да не отиде во некаков успех. Затоа што не застанува за да се закочи на секое поле. Ја не зборам дека ти ако нешто, ама знаеш како кога човек се сочува со burnout или синдромот на прегорување. Во странство има по 6 месеци да речеме одмор од работа, боледување. Ама тие 6 месеци не дека не правиш ништо. Знаеш, некој тоа да го замисла дека ти се 6 месеци спиеш, дека 6 месеци ти седиш и не правиш ништо и гледаш на не. Имаш акции кои што исто така прават нешто добро за тебе, па во тие месеци на одмор размислуваш, ајде да внесам прошетка секојдневна, ајде да почнам да минувам однесот со храната, ајде да почнам да вежбам, ајде да почнам повеќе да другарувам, ајде да почнам повеќе да сум присутна во она што го правам, да видам што е, да влезам во некоја хоби. Значи, имаш активен одмор каде што не лежиш и спиеш само, туку имаш активен одмор. Значи се бараш себе си, гледаш тоа што е добро. И затоа е апстрактно кога го гледаш, меѓутоа во суштина чувството внатрешно никогаш не те лаже. Ти секогаш ќе знаеш дали си посвесна, дали си на подобро место. Во тој момент не можеш да знаеш. Ама кога ќе направиш една рефлексија, ќе знаеш. И нешто што јас секогаш го препорачувам, ако вие окей пишувате дневник, не мора да ја пишам, значи било каква форма може да биде тој дневник, може да е аудио да се снимаш, може да е цртан, може да е низ некоја арт терапија, низ некоја хоби, може да е и пеење, дури меѓутоа пишувате дневник затоа што кога ќе го отворите и кога ќе го прочитате после некое време, од една страна ќе може да се мапира кои емоции доминираат, а од друга страна ќе го видиш твојот раст. Ќе видиш вау. Од една страна и колку добро си се нели носела со нештото, од друга страна и види сега денес како се носам ова подобро, ова поумешно, да капацитетот ми пораснал и така натаму. Да, ова ми е потврда за некои работи, ја што ги правам. Ја пишам доста долго време дневник и
Ама и кога да читам, о мај гад, тоа се цели денови чистање соба, читање дневници. Викам, неверојатно, нешто цело време се ежам кога читам некои работи. Така што прифаќањето како параметар ми се допаѓа. И така некако тука ми стои едно многу интересно прашање. Многу фала ти, многу смисла ми даваш за некои работи. Ми даваш и потврда за многу работи што ги размислувам и се согласувам во глобала. Тој не можеш со се да се согласиш, тоа е природно и нормално, знаеш, зависи со која динамика. И затоа ти викам зависи со која личност, и затоа што тоа е многу клучно. Затоа психотерапија е контакт. Зошто луѓето доаѓаат на психотерапија? За некој да ги слуша, како викаш ти седнал, те слушам со телефонот, со психотерапевтот те слуша. И тука е разликата, имаш контактот и ти можеш во тој момент терапевтот не те слуша само. Проценува многу работи, гледа многу твои поддршки, гледа многу твои столбови, гледа многу твои позитивни карактеристики. Не ги гледа само твоите патологии. Таа ги гледа и оние моменти кога што си слаб, па внимава што и како да ти каже во кој момент и колку си спремен, ама те гледа како една целина и од тоа место знае каде да боцне, каде да изфрустира, каде да те поттикне, каде нели може да постои некаков раст и развој, но тоа е контактот. И контактот процесно ти се менуваш. Затоа викам тоа е процес, тоа е контакт, најмногу се менуваме низ контакт. Затоа многу често луѓе што имаат проблем кога работат на себе само низ слушање подкаст, работат на себе само низ читање книга. Се уште не го интегрирале она, конзумеризам на нешто, само конзумирале, само освестиле и тоа на когнитивно ниво, ама не го отелотвориле. И знаеш како е многу работи, јас го читам се уште имам проблем, најголем проблем имам со тоа, ама единствено место каде што се менуваат тие е низ телесно и низ контакт со друга личност, кога може да ја сведочи твојата полука, твојата тага, твојата промена, кога го споделуваш тоа, и само така може некои работи да се променат. Зашто јас, например, сега знам дека ова е така како што е, сум научила, да речем дека ја припаѓам и вредам, така? Сите им вредиме. Ама ја не се чувствувам така. Сега знам дека е така, ама не се чувствувам така. И за да се смени тоа чувство, тука е потребен контактот со други луѓе, припадност во заедница, каде што навистина се чувствуваш така, телото да едноставно се промени и да научи. Затоа јас многу ја сакам и телесната психотерапија, гешталтот како терапија, многу ја сакам што телото го вклучува во работа. Значи, јас не сум тука само умов мој така, јас сум тука со моето тело и како седам и како мафтам и што правам и телото секогаш кажува многу за нас. Нешто, има секакви знаци. Кога не е отелотворено или интегрирано, тогаш да речеме штрчи и тогаш е само краткотажно на стаклени нозе се држи. И тоа е процес кој што е подолг. Знаеш, не можеш ти од едно слушање на подкаст, сега готово, јас завршив со сите работи. Нешто да, добро, ќе викаш ти ќе ти се потврди. Ама затоа во суштина постои психологијата и психотерапијата и кај луѓе кои што работат на личен раст и развој, не само при патологија, затоа што се сватило дека многу голема поддршка може да ти даде во тоа да емотивното и когнитивното и телесното ти ги споиш. Значи телото, умот и духовноста да ти можеш да ги споиш и да интегрираш и навистина да можеш да се пројавиш или да се чувствуваш така. Знаеш, не само да биде тука јас го знам ова, ама што со тоа? Теорија на ова пракса на место теорија и holistic approach за се во животот. А пример, еве сами текна, да кажеме дека да ги земеме предвид highly achievers на светско ниво. Дали е тоа најдобриот подкастер, екстремни спортисти, Новак Џоковиќ. Сите тие имале еден преогромен, страшен систем на поддршка за да достигнат до некој ниво. И они најчесто го сеќаат незадоволството после најголемите пикови на спортски перформанси. И обожавам спорт. И како, например, еден екстремен спортист, пример, еве Новак Џоковиќ, осеќа пат. Кои се тие работи што знам дека индивидуално, кои се тие некои работи што би требало да ги освестува, како се работи со еден таков екстремен случај во психотерапија конкретно? Види, екстремно зашто? Во спортот, во пикот. Се што е екстремно, или и окей, дели има некоја, меѓутоа он не се доживува како екстремен. Ако го прашаш него само толку различно скалило кое што го достигна. Оно него ќе најде нешто над него. Ние можеби ти го доживуваш во моментот како екстремен. Да речеме ја пошто не следам многу спорт. Мене Џоковиќ на пример ништо не знам посебно, меѓутоа имам следам неколку подкасти каде што зборува колку работи на себе. И колку е значено да работи на себе. Психолошката припрема и работата на умот е всушност многу
многу важен, ај би рекла 50-50 дури важен, затоа што всушност психата е таа што ќе те држи, нели, да можеш и физички да издржиш. Значи одредени тренинзи, одредени пропусти така натаму. Нема начин како би работел, само едно нешто што е веројатно факт дека секој кој што е на екстремно висока позиција работел многу на себе. Дали секој човек ќе доживее и неуспех, ќе доживее и пад на енергија, ќе доживее и некакво незадоволство. Пак ти викам, зависи од кое место тргаш. Секој човек греши и од грешките најмногу се учи. Значи, јас најмногу го знам предметот кој што најмногу сум го грешала. Јас повеќе знам предмет кој што сум добила 7-ка, отколку предмет на кој што сум добила 10-ка, затоа што ваму на 7-ка сум грешала и сум одишла дома. Што направив, чекај да прочитам како беше. Сам давам некој банален пример, ама тоа е кога ќе го почувствувам тоа, да видам каде сгрешив, ние мора да дојдеме до такви падови. Не може животот да е вака само наврна линија. Животот замисли си го како ме разбираш, едно срце чука, мора да имаш надолу. И знаеш како екстремно, секој има тешки периоди, значи секој доживува загуби, секој доживува одредена болест ќе се појави, смрт ќе се појави, несреќа ќе се појави, че никој не може да биде скокнат од нас. Не може вака да биде животот. Ние сакаме можеби, затоа што ние убаво, допамин, гледаме се да биде супер. Тоа е илузија. Знаеш, тоа е илузија. Затоа викам како екстремно и тој човек кој што ти го доживуваш како екстремно успешен во своето поле, доживува падови, доживува можеби кавги со сопругата, доживува можеби проблем со здравието во не знам какво поле, доживува проблем со неговите деца, доживува проблем со сестра му, брат му, мајка му, татко му и така натаму. Значи тоа е обичен, не сите сме обични. Знаеш, можеби моментот да прифатиме дека сите сме обични. Ама ако имаме внатрешен повик дека сакаме да успееме во нешто, дека сакаме да едноставно тоа е нешто внатрешно, не празни тоа, туку не полни. Него го полни, значи не може некој да е толку успешен според ти ако не го полни тоа. Ќе паднал до сега, така ќе паднал некаде, го полни тоа да победува, да успева да вежба, да тренира, тоа го полни едноставно. И тоа е можеби едно клучно прашање, дали ова што јас го правам мене ме полни или ме празни. Знаеш, да речеме, имам многу често мајки кои што се измеѓу дали да останам дома да си го чувам детево или да одам во кариера. И моето секогаш прашање дали одењето на работа, зборам доколку финансиски можат, не зборам, финансискиот фактор тука е многу важен. Зборам може, супруга да речеме има доволно висока плата. И тука клучното прашање е дали е ова нешто што ќе те наполни, затоа што ако одењето на работа ти те предизвикува стрес, кој ќе станува, ќе одам, па таму катастрофа, па колегите вака, тогаш го знаеш одговорот. Ама ако одењето на работа ти е вау, ќе работам, ќе спавам ова, ќе им помагам на овие и така натаму, тогаш исто така веќе го знаеш одговорот. И знаеш дека работата ќе те наполни, дека твојот капацитет ќе знаеш како да го прошириш и ќе најдеш начин да се поддржиш. Ќе најдеш начин капацитетот да си го поддржиш, да можеш да се снајдеш и да бидеш и ваму, нели да не се откажеш од она мајчинството или од бивањето мајка и така натаму. И ова мислам дека можеби едно прашање кое што можам да си го постави секој без разлика во зашто. Не мора да е конкретно за спорт. Многу ми дае убава перспектива, step by step, day by day. Со какви случаи највеќе, не знам, те поттикнало, те мотивирало да работиш? Дали имаш некоја одредена, не омилена таргет група, ама бранша на работа? Работиш само со жени, така? Јас овој период, Ангела, многу знаеш како јас кога почнав да работам, јас прво почнав да работам во склоп на Гешталт институтот на Скопје, имавме волонтерство, па волонтиравме во Црвен крст, таму беа, па волонтирав некој период по невладени организации наваму натаму, но никаде не ме вработена, секаде бев нешто така измеѓу, бев председател на невладена организација, помалку се влегував во тие, знаеш, влегував во тие води, паралелно студирав, учев Гешталт и бев, секогаш сум била не било нешто ново или различно, но моментот кога едно време тргнав скроз во друга насока, сменив во наводници професија, но некаде во 2020 донесов конечно одлука дека отворам приватна пракса и дека нема да се плашам дека ќе успеам во Македонија или нема да успеам во Македонија и дека сакам да работам со клиенти. Ама уште од кога почнав бев свесна, затоа што бев мајка на мало дете, дека не сакам да работам многу со патологија, туку повеќе сакам да работам за личен раст и развој. Одговорно некаде застанав за тоа дека сакам да се насочам повеќе затоа што тогаш запишав коучинг, едукација и НЛП завршив и некако повеќе тргнав кон тоа, сакам да работам со луѓе кои што се добро,
и кои што сакаат едноставно само нели да напредуваат, да се чувствуваат позадоволно од животот, поквалитетен живот имаат, да успеваат, да може да им дадеш поддршка на патот. Но истекот на годините многу се смени. И на еден период спонтано работев многу со мајке. Значи најмногу работев со мајке спонтано. Тоа не било нешто намерно. Знаеш како ќе се пројавам реално на Инстаграм повеќе. Па почнав со подкастот, па доаѓа и многу млади луѓе, имав и доста постари жени. Со тек на време сватив дека сакам некако да имам пошироко знаеш како да не се ограничуваш? Еден на еден немам веќе време. Затоа што толку можеш, во денот можам максимум 5 да имам, сум имала и по 7, ама сум се истрпувала, не е тоа, не можам да сум 100% тука. И со текот на време како станав мајка на второ дете, па на трето дете, сватив дека она што јас уште во 2021 направив еден мини курс за мајки, едукација, затоа што сметам дека и ти кога немаш време, ти пак можеш да работиш на себе и не мора да секогаш психотерапија, не на секој потребна психотерапија. Психотерапијата е засебен процес, коучингот е засебен процес. И почнав многу да сакам креативноста, јас излегов од рамките на како треба да изгледа. Прва излегов во Македонија, многу ми беше тешко во тоа, затоа што бев прва која што направи курс психолог, зборам онлайн да се прошири и слично. Прва отворив подкаст од психотерапевт на македонски јазик, значи доста бев прва во некој полење. Да. Порано бев многу страмежлива околу тоа и се стискав, ама сега не е затоа што сватив дека така е, тоа е факт, не мора да се притискам. Па гледа фетички како и што, ама кога видов, знаеш, многу работам на сенката, многу го сакам Јунг, ако сакаш можеме, многу работам на сенката. Без разлика што гешталт сум работела, многу сакам да работам на сенката. Имаше еден период, сенката е она кое што нас не е забрането, но многу често се забележува кога некој те иритира. Кога некој те смета и те иритира. Имаше еден период, сама взема особено во короната, кога гледав некоја девојка што завршила економски факултет, станува лајф коуч и почнува да гради програми за личен раст. И слушајме, и со колеги ќе седнеме пиеме ка. Видија Петранка, срам да е. Видија, Пешолич, она не знае ни психопатолог, и стварно не забрива све вистина. И срам да е, и ние седиме овдека и правиме уште поголема ретрофлексија, не сме маркетинг да има психологот, пошто уште поголемо табу. И ќе се пројави па некоја колешка, имаше такви први кои што се преувој. Види, јас се сликал, смее ли вака да се слика психолог, па сите да ја гледаат. И сега јас, знаеш, тука седнав и сватив, чекај малку, Ирано, застани. Почнав да работам на мојата сенка. Ако мене ми смета Петранка, зошто јас седам и правам табу и сметам дека личниот раст и развој, кој што ние психолози, терапевти, луѓе што се едуцирале толку, знаеш, колку илјадници евра се дава на таква едукација, зборувам на психотерапија, значи без 5 години не си истражувам, знаеш јасно ти е, сега се сигурно и цените веќе повисоки, ако во мое време било 20.000 евра, 7.000 евра минимум на 5 годишно се, минимум. Кај се тука семинарите, кај се дополнителните одлуки, каде се психотерапиите што треба да ги платиш индивидуално, кои што мора да имаш стотина, ме разбереш, плюс кај се супервизиите, тука значи имаш супервизија, тоа е еден процес, но тоа е друга тема, таа е многу долга. И знаеш, застанав и реков, окей, ајде работам из мојата сенка, што ми види мојата сенка. Јас тука ја гледам Петранка и мене Петранка ме нервира, како не е срам да се пројавува, како не е срам, не за она се земала за право да прави така. И тука што сватив, а зошто јас седам и гледам колешки ќе поплукуваат, само ќе зборат, а ќутат. Едно време викам, добро, луѓе, што правите? Дај разнењето што го имате да ми го дадеме на светот. Луѓето се многу паметни, луѓето имаат критичко размислување, верувам во луѓето. Јас секогаш имам верба во луѓето дека ќе отидат кај психотерапевт, нема да отидат кај Петранка што завршила, не завршила факултет, платила некој курс, знаеш, онака на Курсера запишала $10 NLP коуч или нешто и станала. Значи прочитала тоа се познава, па дури да и плати некој ќе познае дека нешто не е во ред со нејзиното пред се ментално здравје. И сега во последно време има и уште нешто пострашно, се пишуваат психолог, а нема дипломирана психологија. И тоа е уште нели малку пострашно, затоа што па има и повесници, ќе ги откај знае тој, да речеме новинарот дека не завршила. Сега, работејќи на сенката, а многу работам на сенката, секогаш гледам кој ќе ме изнервира и кој не. Е нешто кое што мене ме поттикна да почнам да творам такви програми и да создавам групи на луѓе кои што сакаат да работат на себе, но сакаат да работат некој што стварно некој ќе ги држи, кај што ќе ги води, некој кој што не само прочитал, туку стварно, значи јас знам што значи да паднеш. Оно што ти кажам, ќе одиш нагоре, па ќе дојде еден пат, па како да се држиш во тој пат, па што да правиш кога имаш таков пат, кога имаш на празнина, на тишина, како да ги активираш поддршките кои што не знаеш и така натаму. И прво почнав малку со граници, почнав со асертивна комуникација, асертивна ми стана еден програм што еве веќе
пета година, како му доаѓа, не знам, 2022, не, четврта година, како се уште функционира групи на жени каде што се спријателуваат, каде што, ја знаеш како, нешто што ме најубаво на тие програми, кога ќе видам две, како ќе се спојат. Имавме баш, сега имаше голем успех, имаше некоја промоција и одам таму и ги гледам две, мислам и јас сакав како, јас сум во суштина не сум таму психотерапевт, јас сум таму фацилитатор, јас сум таму некој што е во позиција на ја држам групата, но внатре во неја имаме коучинг средби, имаме групни коучинг средби, споделување, мислам, за мене тоа е најубаво, зашто во група најмногу се расте, зашто таму имаш припадност, таму имаш друга перспектива, знаеш како? Ти на еден начин гледаш, другиот има друго искуство. И дури знаеш како има некои групи кај што некој му е срам да каже нешто и ќе го каже тоа, ќе се отвори и најдеш цк 5-6 жени, или мене ова, и мајка ми вака, и татко ми вака. И знаеш, се чувствуваш прифатено и вредно. Мене тоа многу почна да ме, ајде речем, возбудува и што почнав да правам. Почнав сите клиенти кои што сакаат еден ги препраќам кај колешки кои што сакаат само тоа да го работат, кои што тоа има силна страна. А јас некако повеќе влегов во групи каде што јас стварно уживам, каде што можам да го давам знаењето, каде што можам да го делам знаењето, каде што можам да сум и послободна и така натаму од една страна, а од друга страна многу ми е значено, еве како сум избалансирана, многу ми е значено да видам со децата, особено дека се мали, и ова е еден од начините на кои што успеав и да растам во кариерата, што не значи дека немам големи жртви, мислам да се разбереме, меѓутоа и да не се откажам нели таа голема визија дека сакам на голем број на луѓе да им помогнам, да им се најдам и од друга страна да не ги оставам децата да можам со нив да бидам максимално повеќе. Така што ама ќе се менува тоа, знаеш, јас се викам, се замислувам, си имам други цели, се замислувам понатаму како си пишувам книги, многу го сакам Ирвин Јалом, не знам дали го знаеш, сакам неговиот стил на пишување книги, подитно да земеш да читаш книги, како психолог и сите психолози, да читаат човечност, емпатија е толку многу стручен, тоа е нешто што исто така го сакам. Значи, и знаеш, тоа мислам дека короната ни го донесе кога видовме дека можеме да се мрежуваме, но без да се изгубиме, нели? Пак да го има и тој физички, колку толку некој контакт кога можеме да се среќаваме. Многу убави моменти спомна, особено дека секој денеска може да се пише било што на социјалните мрежи. Мене тоа беше фрустрација лани преогромна. Знаеш, онака ги гледаш луѓето како се на Инстаграм, на ТикТок, на било што, особено еве мои врсници, си идеализирал некој, идеализираш авторитети, ги упознаваш уживо, имаш привилегија да правиш момент, ги прашаш, си мислиш дека неверојатно знаење има. Така паја маската за некој. Та е шумко. Гледаш, паја маската и додатно викам, окей, Ангела, престани фрустрација, time screen limit све, само креирај. Само креирај тоа што ти пишав пред некој месец дека ќе превзем некои чекори, превзелов некои чекори за повеќе аспекти, особено career-wise, подкастот се деси спонтано месецот. Многу ми е драго. Да, подкаст е многу значајно. Знаеш, можеби нема да се вирално и баш тоа го зборуваме да почнеме. Ама знаеш зашто нема? Прво затоа што луѓето природно сакаат приказни, сакаат да се поврзат со приказна, сакаат кога ќе видат Елена и Ангела, они сакаат малку да видат приказната позадини, кои се, што се. Од една страна да се инспирираат и многу почесто да се инспирираат, од друга страна. Кој си е малку, нели? Добра, јас сум добра. Природно, јас сакам, знаеш, затоа ти викам на сенката, јас сакам да ја видам Петранка, како никој не се вклучи. Ја го признавам тоа многу, знаеш, ова е многу клучно во личниот раст и развој, мислам дека е значајно да се знае. Не смееме никога да идеализираме. Не може да постои 100% добра личност. Ние сите имаме во нас и добро и лошо. Затоа Јунг го обожавам. Значи, колку и да одам напред да се учам, пак се враќам на овој Јунг стариот. Зошто? Ние сите имаме сенки, ние сите имаме во нас и злоба, и завист, и љубомора, и лоши мисли, и понекогаш сакаме, нели, фала Богу, имаме морален компас сега, ја Боже мој, не дека ќе му направам на некој нешто лошо, но ги имаме тие. Ако си ги признаеш, си многу помалку, како да кажам, многу понеопасен, отколку тие што мислат дека се светци, само добри, јадна ја, жртви и они. Зошто? Затоа што тој нема појма дека него несвесното го води, дека него всушност таа завист, љубомора, стрес, внатре сите тие необработени забрани кои што ги има, тоа ќе го води во животот. И цело време само тоа ќе го тоа е она несвесното те води. Ние сите имаме и црно и бело во нас. И милиарда други бои. Не е ништо црно-бело. А мора да си ги прифатиме и тие негативни работи. Затоа ти реков прифаќање. Ние мора да ги прифатиме и негативните работи во нас. Ние мора да прифатиме дека и негативни емоции ќе имаме и дека ги зависки чувствуваме и љубомора. Ама што со нив?
И како ти реков јас, наместо да се бедирам леле Македонија нема врска ни цел свет исто тоа е такви правила постат, па дај да видам како можам јас да станам така, иако сум психолог, психотерапевт, како можам јас да си ја оставам титулата, ја не можам да ја тргнем, јас сум 100 години сум учела, ама еве ќе влезам како фацилитатор. Знам дека сум наместена, зошто да морам да работам по некој шаблон, дека некој рекол дека мора така. Така? Да. Значи, и тука многу ми е драго кај младите, многу сум во контакт со психолози, со студенти по психологија, многу ми е драго, сакам да знаат дека може да работат различни работи. Дека не мора да се само во школа, дека нема, значи дека мора да се доедуцираат, затоа што кога излегов ја од психологија Ангела ништо не знае. Значи, 8 предмет одличен раст и развој, кој што малку ми даде вежби насока како јас со клиент. Другото сега имам научена на гешталт психотерапија. Јас сум сета, знаеш како благодарност до моментот кога сум се одлучила на 2 година на факултет да се запишам на гешталт едукација, затоа што без тоа потполно различно ќе едноставно ќе доживав. Таму е реалната пракса, таму е реалниот тренинг. И знаеш, има уште еден момент, мора да работиш на себе, многу да работиш на себе, за да можеш да држиш други луѓе. Инаку секој туки процес ќе те распадне. Значи ти ако не работиш на себе, кој да ти дојде од страна тебе ќе те распадне или ти ќе се влегуваш во паралелен процес, што и на некој што не знам колку работи на себе ќе му се случи, ама барем ќе биде доволно, скромен, кој ќе забележи, чека малку време за супервизија, време за индивидуална психотерапија моја, или време да видам, чека да поправам работава, нели да не останам таму. И затоа многу го сакам Јунг и учи го Јунг затоа што Јунг многу зборува за ова дека, значи за сенките, за оние работи што мора да ги прифатиме. Има некои аспекти телесни кои што е значено да ги прифатиме. Некои аспекти типот на темпераментот мора да си го прифатиме. Што не се менува, карактерот можеш да имаме, темпераментот не. Значи темпераментот е вроден, карактерот е стекнат. И тоа е нешто едноставно што е значено да си го прифатиме, затоа што тука тоа е автентично. Ако ја прифатам дека јас сум, знаеш како, јас сум весела, јас сум брза, јас сум доста сангвинична, ева конкретно кога имам темперамент. И сега ја ако пробам тука, само затоа што не знам некој рекол дека треба да бидам за да постанам авторитет, не знам каква, па како да седам, па како да зборам, ја нема да сум јас, што ќе правам цело време. Не си доволно добра, се помести се застани ваму, се гледа во камерата, се за ја да бидам ја, за ја да ми убава, за ја да можам да зборувам, мислата да ми тече, така, да го прифатам тој дел од мене. Сега, што е најинтересно што ние мислиме дека другите нема да ни прифатат, на некој ќе му бидам иритантна, тоа е супер, ама на некој ќе му речам фала ти, Елена ми даде дозвола јас да бидам своја. Знаеш? Фала Богу не одам во екстреми, нема сигурно нели во купаче да дојдеш написам, не одам во некој таков момент, тоа се некој екстреми, тоа се некој екстреми, мислам, ја имам и силен мој етички компас, меѓутоа моментот на своја, ја тоа го имам прифатено, брзо зборувам. Ако на некој му смета, нека ме прекине, нека го стави на минус да го слуша, така, значи гласна, таква сум. И ако ја цело време пробувам да се променам, што ќе направам? Ништо, едноставно нема да може, не дека не, меѓутоа ќе прокрастинирам. Има работи што ги менувам, што сакам да ги менувам. Поставам граници така каде да сум појасна и така, имам многу работи што ги менувам, ама зборам конкретно некои работи што баш со твои, знаеш, не можам ја формата на природна промена, таква сум. Можам да вежбам, да изголемам мускулите и така, ама да ослабеш, да се здебелиш, фризурата да ја сменам, ама некои работи не се менуваат, формата на главата нема да си ја сменам. Многу луѓе пробуваат тие работи да ги сменат и тука веќе да станува проблем со менталното здравје. Знаеш, сега тоа, фала Богу, се враќа трендот минатата година колку вештачки жени, значи на моментот на устата, ја не сум против естетски, меѓутоа сум против кога некој веќе е убав и релативно убав и веќе влегол во еден момент на потполно да сака да се промени, кога веќе не личи на себе или кога веќе надворешното станува толку многу голема вредност. Знаеш, тоа е минливо, ние сите старееме, ние не можеме да сопреме староста, секако ќе се распаднат, како да ти кажам, секако ќе косата ќе се истанчи, телото ќе се промени, тоа е природен процес и ние кога се опираме на промена, кога се опираме, тука ни е тешко. И всушност можеби е лесно тешко што го зборувавме, кога внатрешниот отпор од промена ќе го тргнеш, работите полесно тече. Многу убаво. I love it. Кои теории од Јунг ти се онака Па и анимус, ако сакаш машката жизна, мислам чисто... Да, ја го читам него. Што позборувавме, сенката ми е најфасцинантна, искрено, затоа што... Како дефинирале сенка за некој што не знае? Знаеш како? Сенката не можеш да ја фатиш, меѓутоа тоа е нешто кое што ние сите го имаме во нас и сега како сенка, нели, нешто што постои, најчесто тоа се забрани
Дел се морални и етички забрани така натаму, дел се добри забрани, дел се лоши забрани. Тоа се забрани силни кои што ги носиме, што не смееме да бидеме. Некогаш се добри забрани. И тука настанува анксиозност, тука станува непројавување во смисол на да не бидеш видена, да не бидеш гласна, да не бидеш паметна, да не бидеш убава, да не бидеш... Има и такви добри забрани кои што те кочат во доброто и некогаш се и лоши забрани. Сега сенката е нешто кое што мора да не можеш секогаш да го освестиш, не можеш, знаеш како тоа не е процес што завршува, но е убаво кога сме свесни за тие работи и мислам дека еден најубав пример е доктор Джекил и мистер Хайд. Не знам дали си ја читала, а тоа е за доктор Джекил кој што навечер се претвара во чудовиште и станува мистер Хайд. Ние сите го имаме, не знам, ако сакаш да ја ставиш, точно имам заборавано негде по англиски сме учеле. Меѓутоа е многу интересна приказна, зошто? Затоа што ние сите во нас имаме едно чудовиште, имаме негативни работи, имаме забрани големи кои што не кочат до некада. Од една страна има работи што значи морално и етичкиот компас треба да не кочи, да се разбереме. Тука треба да има, но многу често кога имаме многу забрани, а внатре тие се толку силни и не се освестени, контра се случува. Значи, тогаш се злобата најмногу излегува на површина, тогаш човек пука и психички, знаеш, многу вече тогаш пиеш алкохол, ги губиш границите и правиш се што и така натаму, нели, кога не си свесен за тие работи. Сенката најубаво се фаќа или се гледа кога имаме некој кој што му завидуваме. Значи, кога му завидуваме, кога некој ни иритира, кога некој не боцка и кога некој ни инспирира. Види, не мора секогаш да биде нели лошо, меѓутоа претежно е лошо и почнува да гледаме не исто, не мора да значи дека исто сакаме. Значи, мене ако ме иритира некоја девојка која што е многу голема, не знам, шмизла, цела, не значи дека сакам да сум многу голема шмизла розова, ама можеби сакам да бидам поженствена, по-отворена, похрабра, како не и така натаму. Значи, чисто да видиме што е, како ти кажам, дел од мојата сенка. Кога ја гледам Петранка дека направила курс, ја што се викам, види каква самодоверба, што е внатрешниот процес, ако сакаш чисто ја смеам себе си да се користам. Слободно, ја би дала и мој пример и од... Да, што е мојот процес внатре? Значи, прво неосвестена сенка, нели, видијато. Срам да е. Значи, се јава она зло, она осудата внатре, како не. Сега, што е внатрешниот процес? Внатрешниот процес е како она има толку самодоверба, да не завршила факултет, да не завршила никаква едукација, а да прави нешто за да им помага на другите, иако за тоа не е реално спремна, ниту знае да држи простор. Сега, мојата сенка што е? Забраната да се отворам, да држам простор, забраната да бидам, да си ја признам титулата, улогата која што имам, трудот што сум го направила и така натаму. И кога ја ќе влезам или тука да го обработам тоа, си давам сама на себе дозвола или со терапевт, зависи каде го работиш ова, дека во ред е да ја признаам дека чека, јас сум ова и ова и ова, имам капацитет за ова и ова и можам јас како Петранка да излезам, нели? И да можам да дадам дозвола на мојата самодоверба да се пројавам и да бидам тука за другите. Сега ти го дадов овој, нели, пример. И може да те иритира некоја жена, например, што вежба, па видеа, па цело време објавува, па и слично. Сега, што би била сенката? И јас сакам да се чувствам добро во моето тело. Може не да изгледам како незаде, исто, секој тргнува од различна точка, меѓутоа, јас сакам да имам вакво чувство во моето тело. И затоа кога се јавува завист, тоа е една од најдобрите завист. Знаеш, кога сакаш да имаш нешто што другиот го има, или кога се јавува иритантност, или ме нервира, што не е исто со морални вредности. Знаеш, тука има една момент дека може некој да те иритира затоа што ти се коси со моралните вредности, знаеш сега. Тоа е веќе друга димензија. Иако и таа може низ процесот на сенка да се гледа, но тоа е нека друга димензија, кога те нешто ти се коси, ама овој момент, ако сакаш стварно длабоко да погледнеш во себе, да видиш кои дозволи ти фалат, види кои луѓето иритираат или инспирираат. Значи, доколку сенката ти е веќе прифатена. Но ти кај мене сега многу поретко се јавува завис како леле, видиш што прави или некои негативни емоции, осуда, зависи осуда вклучително. Повеќе сега се јавува на вау, види како ова го прави интересно и така натаму, што нели не значи дека тоа е процес и нема да се менува. Можеш и ти ако сакаш чисто да видиш како пример, ова е една од најдлабоките работи на себе, ама за мене покажало дека кога почнуваме малку повеќе да гледаме во нашите сценишта, во нашите темни страни, во нашите работи кои што ги имаме, ги поседуваме како луѓе, кога не сме светци ангели, само добри и све ние најдобри луѓе, кога го тргаме за луѓе од крв и месо, значи со сите цел спектар на емоции, со секакви мисли, тогаш најмногу може човек да расте. Да.
Ова го имаш работено на психотерапија или само со себе преку теорија? Конкретно види, во Македонија не знам, сигурно можеби има, не знам, јас конкретно ова повеќе го имам работено сама процесно со сенката, но на психотерапија го имам и како работено само што низ призмата на гешталт. Го имам и во психотерапија со терапевт кој што малку повеќе знае или да се носи со сенката, меѓутоа конкретно најмногу јас ова вака сега веќе можам сама да го правам, а не препорачам некој што не работи на себе сам, ќе се изгуби. Нема да знаеш што значи. Знаеш, јас веќе 15 години редовно одам на психотерапија и мене некако сега, знаеш како ќе станам, веќе некои работи ги знам, ги живееш, знам како било, го имам искуството во позадина, ама не може некој што добрва почнува да го може. Но некои делови може сам. Еве земи си список, напиши 5 жени или мажи или луѓе кои што најмногу те иритираат и види кои работи најмногу те иритираат. Не значи дека го сакаш истото, ама има некој процес во нив кој што за тебе се вика, еве, go for it, дај си дозвола, значи можеш и ти на твој начин. Те прашам дека ја неколку години поред го правам без да знам дека е некоја теорија или правец и само ми ги потврдуваш работите дека окей, Ангела, зошто Ангела чувства љубомора, завист од таа личност, што сака Ангела од таа личност, зимаш, моделираш и имплементираш. You go by step by step. Може да имаш дозвола, ама никогаш не е толку лесно, затоа што неговите забрани се многу тешки. Знаеш како, верувала или не, мојата забрана да бидам видлива е поголема од било која друга лоша забрана која што сум ја имала. Моментот да се отворам, да се признам, како ти реков, тука работејќи се уште работам на себе, признавам дека сум првиот психолог во Македонија кој што направи подкаст за ментално здравје. Зошто? Претходно те страми беше, немој да го кажеш тоа. Знаеш како да не е вистина, затоа што стоела стенка и забрана дека не смеам да се сакам многу себе си, дека ако не Боже се сакам себе си, сум нарцисоидна. Дори имав еден период во мојот личен расти развој, се смееме се на моја другарка, колешки сме цел живот, правевме тестови, не дека сме нарциси, ако нешто си признаеме дека до тој степен значи одало. И се знаеш како мене ми е смешно, во тој момент не ми беше смешно, затоа што знаеш како седев и имав една терапевтска Амонда Елена, психотерапевт, знаеш како изгледа нарциска. Ама мене толку ми било забрането да ја покажам љубовта према себе или окей, или да кажам ова стварно е вака, па ми требало време. И дури од тој мој процес имав направено еден мини програм за самодобрба, самоуверена, кој што исто така го почнувам со стенка, го почнувам со тој дел. Знаеш колку е значајно некако да видиме дека некогаш баш добри работи не се потиснати. Овие лоши па некојаш и побрзо ќе ги видиш. Па добри работи се потиснати. Колку знаеш квалитетни и добри луѓе кои што молчат дома и кои што денес само не слушаат, ама можеби имаат натрешно некој чувство дека не сум доволно добра, не сум доволно вредна, која сум јас да го зборувам тоа. Многу. И од друга страна имаш други кои што немаат никакво знаење, ама немаат проблем со самодобривата и се пројавуваат, излегуваат. И јас стално берам тоа ми било мене секогаш мотив. Немој да критикуваш никого, немој да осудуваш, немој да влагаш во таа енергија. Пробај да ти ја обработиш и после да им помогнеш на другите кои што се соочуваат тоа да се отворат. Затоа што ако ти влезеш само во критичност, во осудување, во ова нечини и така натаму, тој не е вистина. На крај на денот и таа личност која што направила нешто, а нема едукација, ќе помогне на некој. Разбираш, може нема некои поголеми процеси да ги види, ама ќе помогне и таа личност. Таа барам излегла да биде видена. А ти си таа Елена што си одлучила да седи дома, да се крие, да критикува, да се нешто други ја крив и не си презела одредена акција, нели да се пројавиш и да помогнеш. И ова секогаш така мене ми ја барам водилка кога ќе влезам во некоја така негативна енергија, брзо да можам да се шифнам, ајде да речам да сменам. Не може тоа секој ангел кој што допрва почнува со работа. Ама и да се надевам ако ништо друго дека можеби овој разговор ќе му дојде како поттик, чекај малку, да ја видам мојата зона на гениалност, да ја видам каде можам да растам, каде сум добра, што е нешто треба светот да го види од тебе, зашто на крај на денот ние секогаш треба да се стремиме кон тоа, оно што е добро во нас, да го пројавуваме, да го покажуваме, да помагаме на другите. Знаеш, секоја професија, ако размислиш, е помагачка професија. Секоја што постои во функција на помош на општеството. И тоа е важно да видиш кој си, да си прифатиш кој си, да видиш каде сакаш да помагаш. И ако некој не сака да е тоа професија, сака да е тоа како мајка, во мајчинството ти му помагаш на тоа дете, на тие деца така, му помагаш на твојот сопруг, еве да речеме, или партнер, или без разлика, да расте. И тоа е исто така влог. Не мора ние толку да се врзуваме, затоа тие калапи општествени, и тука е убава слободата, нели?
да ја имаме, дека не мораме да живееме по такви калапи, можеме, имаме секаков избор, ама мора одговорно да го носиме тој избор и да речеме таа, окей, јас сум во мир со ова. Многу убаво. Колку слободата, например, има поврзано со егото, дали егото мора да го снема, за да живееме, дека егото според мене би можело да се моделира на многу добар начин, ако е усклад со тие некои морални вредности, бидејќи за без его да се живее, веројатно треба у планина да живеам без никој, во општеството е присутно. И таму има да живееш. Во трета година ќе имаш личност. Добро. Ние сега имаме личност. Имате личност? Да. Не, во трета имаш теорија личност, веројатно. Не знам како одеше, скоро имаш личност, да, во трета, во кој семестар може теорија личност, нема врска, ќе имаш своја сега личност. И почнеш да учиш што е егото, и учиш за ид его и супер его, и сваќаш дека кога човек се препраќа на психијатрија и прво нешто што ќе те прашаат, дали и нешто што се мери горе-долу низ интервју, низ малку потежок процес на мерење што зборувавме, е како му е его снагата. Опадната му е его снагата. Што значи тоа? Има регрес, му опаднало его, значи веќе влага, може не е веќе во неуроза, може влага во психоза, некаква психотична, што е доста потешко кога е опадната его снагата, човекот не презрава свест. Не мора да имаме его. Егото е добро. Егото е значајно. Се тоа духовни водичи, тоа се тие дел што без школа и не знам што зборуваат. Значи ние работиме на билдање на егото, нели, здравото его, и можеби тука ние супер егото и имаме и тот кој земаме енергија, сенката е ваму, зборувавме, но значање е да останеме добри луѓе. Тука оди моралниот компас, тука оди супер, нели, во супер егото го имаме моралниот компас, етичките стандарди, критериуми и така натаму што ги имаме, вредностите и сето тоа кое што не држиме. И тоа егото во суштина, ако го гледаме низ горделивост, може во смисол на каде да падне и слично, може така да тргнеме во таа теорија, но дека треба да нема его и ние да живееме без граници во конфлуенца, знаеш како? Тука ќе ги донеса машката и женската енергија. Сега зошто? Во Јунг, значи имаме анима и анимус. И се што зборувавме до сега можеме да го гледаме низ овие две енергии. Анимата е женската, во наводници женска машка, значи тоа се само некои термини кои што се дадени, кои што не се покруто би го опишал. Знаеш како, анима и анимус, така му тоа. Според Јунг, женска и машка, меѓутоа едната енергија која што анимата е чувствата, интуицијата, давањето, дарувањето, помагањето, топлината, негата, мислам цело што во наводници не се врзува малку повеќе, додека анимусот или машката енергија таа што носи структура, таа што носи јаснотија, таа што води кон цели, акција, одговорност, планирање, организација, граници и така натаму. Сега види, ако ти се среба анима, ако тука све ти си дарител и немаш никакво его и правиш се за другите, ќе се распаднеш. Мора да имаш структура, нели? За да можеш да функционираш. Ама па ако си само структура која што нема никакви емоции, чувства и интуиција така натаму, не може да имаш контакт со другите. И затоа мора да ги имаш двете. Значи мора да ги имаш и границите, структурата и така натаму и чувствувањето, емоциите за да имаш контакт. И за да не се распаднеш. Да, ама најверојатно последното е нешто како функционира егото во денешницата и спрема машка и женска енергија. Може да се почнеш од каде сакаш. Ако не после следниот подкаст ќе го доправиме прашањето. Може, знаеш, тука во суштина баш не жал што тука настане нам прекина, но тоа што во меѓувреме го споделивме беше дека многу е важно да бидеме свесни за двете поларности кои што ги носиме во нас. Некои ги викаат машка и женска енергија, сега некако така популарно, а во психологијата на Јунг стојат како анима и анимус. Анимата како дел од женската енергија, која што е нега, која што е тавање, која што е љубов, која што е грижа, која што е интуиција, чувствата, емоциите, нели? И анимусот кој што е строгоста, структурата, организацијата, планирањето, цели, одговорноста, сите да речам по строги, некои да речам по структурни делови и ние мора да ги имаме едното и другото и некако совршениот баланс меѓу нив не постои, бидејќи некогаш едното повеќе ќе доминира некогаш другото, но сите психички процеси, се што зборувавме до сега, можеме да ги гледаме низ ова и секој може некако и да си ги гледа внатре во себе овие делови. Ево конкретно и кај High Achiever, се тие теми што ги носевме, ако си само во анимусот, ако си само во машката енергија, ако никогаш не застанеш да чувствуваш, да ги почувствуваш емоциите, нели, како ти кажа, застануваш да видиш од што бегаш да не почувствуваш, застануваш да не ја видиш твојата анима.
нели твоите чувства, твојата интуиција, давањето, емпатијата и целиот еден процес кој што е значено да го имаме и тој еден баланс е доста клучен тука. И сега еве ќе давам пример со мајка. Мислам дека е наједноставен некој пример како изгледа ова во пракса. Има мајка која што се им дава на децата, значи љубов, грижа, се прави за нив, никогаш не ги одбива, а она внатрешно се распаѓа буквално од умор, не знае која е, лошо се чувствува со себе и така натаму. Е сега таа мајка и фали анимус, и фали структура. Истата таа мајка не значи дека помалку љубов ќе им даде на децата доколку некаде им каже не. Нели, докога им рече окей, до тука не, толку сладки, толку телевизија и така натаму, значи гледам дека ви е тешко, тука сум со вас. И контра има, да речеме, друг тип на мајка, значи студена мајка, која што ладна е, нема емпатија, нема толку многу поврзување за зборување за чувства и така натаму, има контрола, има многу голема организација, има ќе правиш ова, нели, толку до толку саат ова, толку до толку саат ова и така натаму, и тоа има една голема структура тука, доста силен анимус. А фали анимата. Идеално е и можеби најважно е да тежнееме кон тоа да некаде ни едното ни другото не се запостави, дека некаде да едното можеби повеќе ќе не предвижува позначајно и поклучно ќе не биде за некоја работа, но важно е да ги имаме едното и другото, затоа што доколку ја немаме структурата за распаѓање, а доколку ги немаме емоциите и оваа анимата, ние всушност се губиме во другите. И автоматски затоа тука и границите се значени и важни, меѓутоа да бидат со љубов, е нешто исто така тема на денешницата што е доста значајна, ја забораваме дека и границите ги поставуваме со љубов, културно, емпатски, внимаваме, бидејќи можеби најголемиот проблем и најмногу луѓе ми доаѓаат имам проблем со граници, а всушност имаат проблем и самите да прифатат граници. Затоа секогаш јас викам пред да поставиш граница, пред да му кажеш нешто на некој друг. Многу е веројатно дека си безобразен, во суштина, тоа е доста модерно, не е безобразно поставување граница. Многу е веројатно дека си безобразен ако ја поставиш на несоодветен начин, без емпатија. Прво, види како ти ќе се чувствуваш ако другата страна на ист начин ти врати. Значи, како што ќе окажеме, кој што ќе изјавиме границата. Да, особено ако сме на така различна генерација, да речеме. Сакаш ли ти, нели, начинот на кој што ќе ја кажеме многу важен. И затоа е многу важна асертивна комуникација. А не искрена толку многу, нели, го коментиравме ова, затоа што искрено е што на умто на друг. Важно е да сме асертивни, не све што ќе ни текне во моментот, ома да кажеме многу работи може да ни текнат во моментот. Тоа многу злобни некогаш и болни работи. Тоа да одмериме, да имаме мера, многу е важно да имаме мера што, кога да кажам, како да го кажам, да бидам внимателна во кој период го кажувам, дали другата личност во овој момент е добра, дали има капацитет, дали има време, дали ме слуша, дали таа сака, колку е отворена. И затоа тука е многу важно асертивно да комуницираме, да бидеме внимателни и за другата страна. Значи, не е себе да се поништиме и да се побиеме, ама да бидеме внимателни како тоа го правиме. И тоа е таа човечност, што е важно да ја задржиме, знаеш, како општество. Многу е важно. Јас тоа викам, мислам дека баш психолозите, терапевтите, овие професии кои што се тие кои што можат најголемиот глас да бидат, да се задржи човечноста кај луѓето без да се изгуби нели онаа слобода и хајачивен моментот и високи постигнувања и цели, сакам се, ама не да се гази по лешеви. Супер. Фала ти многу на сите работи што ми ги сподели денес, особено што одвои време за една пробна прва епизода со милион технички техникали во позадина. И за крај, кое е прашањето што сакаш тој што слуша епизодата да си го пости од дневникот ако се реши да работи на себе? Некој едно прашање. Ако мораш да береш од многуте можности прашања за себе рефлексија, кое е тоа едно прашање што би му поставила на него или на Елена од пред 5-10 години? Ајде на тие што не слушаат, кој најмногу те иритира? На најубавиот простор за да почнам да си работи. Денес седни, влези во твој дневник и размисли која е таа личност што најмногу ме иритира. Ќе ти се отвори многу големо поле на раст. Супер. Фала ти многу од се срце. Фала ти и тебе. И се гледаме во некоја следна епизода и прилика. Се гледам.